Не знам што правевте за нова година, каде бевте? Спиевте? Супер. Како си поминавте? Ама знам дека најчесто, кога доаѓа нова година, најчесто ние луѓето сме склонни да донесеме некоја одлука. Нели, кога доаѓа нова година, сакаме нешто да смениме во животот. Не знам за вас, ама за мене најчесто најголема желба да сменам нешто во животот, поврзана со датуми, ако збориме поврзана со датуми, е роден ден или нова година. Роден ден е као една година си постар, дај озбили се во однос на некои аспекти од животот, нели? Нова година е ново, нели самото кажува, и сега треба да почнеме нешто ново. Нешто што сме го правеле, се викаме треба да престанам да го правиме, нешто што не сме го правеле, а треба да го правиме, се викаме ајде време е сега да почнам да правам нешто. И обично нова година е време кога носиме некои одлуки. Од 1 јануари ќе почнам да го правам. Не знам, ви се случувало, го правите тоа секоја година, да. Не знам каков е процентот на успех со тие одлуки што ги носите. И ако земам да се навратам назад, релативно мал процент на успех е као на почеток, на крајот од годината ќе си зададам 10-20 цели што сакам да ги постигнам следната година и најчесто кога ќе се навратам назад си викам као никој пат не би се случило сите 100% да ги исполнам. Ама добре, подобро човек да цели во нешто, макар и да промаши, да не цели на ништо. Така да, ама одлуките генерално гледано има одлуки кои што ни го менуваат животот, има луѓе кои што не ни го менуваат животот. Што ќе носиме денеска на богослужба, која боја ќе биде блузата или мајцата, што и да, па и не е толку многу важно. Ама има одлуки кои што ни го менуваат животот. И верувам дека ако некој од вас сте донеле одлука од 1 јануари 2022 година сакам да почнам да правам тоа и тоа, најчесто се тие некои големи одлуки кои што се викаме ова ќе ми го смени животот. Без разлика дали станува збор за здравје, за духовно здравје, за финанси, за семејство, за пријатели, сите се викаме сакам да сменам нешто од следната година. И ова проповед може би следната, не следната во Божик, ама после Божик таа на 10, сакам да зборуваме за една тема која што верувам дека ако си го зададеме како цел, ова за кој што ќе збориме, дека навистина драстично ќе ни промени годината. Нели, пратите телевизија, пратите социјални мрежи, сите на телевизија, на социјални мрежи се викаат сакаме среќа, сакаме здравје, сакаме берекет, сакаме само добрина да не следи. И верувам дека ние како христијани треба да сакаме добрина да не следи, ама добрина дефинирана во Светото писмо. Односно, кога Бог види дека нешто е добро, викаме ова е добрината кон која што сакам се стремам оваа година. И нема она за кој што сакам да ве поттикнам, нема ништо да ви наметнувам, нема ништо да ви подметнувам или што и да, сишто некако како предизвик да размислуваме оваа година, не оваа година читајте Библијата повеќе. Иако не е лошо таман работа. Ако некој си дадал задача, мината година читав 5 минути, оваа година сакам 10 или 15, супер. Тере само напред и се надевам ќе ти успее. Ама има една друга работа која што верувам дека драстично ќе ни го смени животот, ако си го зададеме како цел оваа година, а тоа е практикувањето благодарност. Американците имаат ден на благодарноста. Нели знаеме некаде зима, мислам дека доаѓа така нешто. И е ден во кој што викаат ајде сега ќе се навратиме назад на сите благослови кои што Бог ни ги дал во текот на годината или во животот, и му благодариме на Бог за тие благослови. Јас не верувам во ден на благодарноста, јас верувам во благодарноста како животен стил. Како нешто кое што го правиш секој ден. Фала ти. Како нешто кое што се прави секој ден. Благодарноста не треба да... И кога зборувам за благодарноста, оно што сакам да го нагласам на почетокот, не зборувам за благодарност во стилот на јаде ми, Господе, фала ти за оваа храна. Мислам, тоа е веќе толку многу зборувано во црква што најверојатно веќе не треба да се споменува повторно. Тоа ми е благодарност во однос на Господе, фала ти за хранава, не го сметам тоа како живот во благодарност, искрено. Значи, нешто повеќе од тоа. Бидејќи благодарност 3 пати на ден за храната, исто, не знам, тоа ми е како учење азбука во прво оделение. Предпоставам дека не сме веќе во прво оделение во духовната училница. Предпоставам барем сме второ, трето, четврто оделение кај што треба да учиме нешто повеќе. И иако ова не го пишува директно во Библијата, ама мислам не го пишува баш како директен стих во Библијата, ама јас верувам дека врз основа на Светото писмо може да кажеме дека христијаните треба да бидат најблагодарните луѓе. Секоја година нели се прават списоци и листи на тоа кои се најбогатите луѓе, кои се најуспешните луѓе во државата и така натаму. Штета што не се прави список на кои се најблагодарните, иако не знам како ќе се измери тоа, нели? Ама христијаните треба да бидат најблагодарните луѓе.
во домот, во семејството, во соседството, во населба, село кој каде живее и дури во Македонија. Најблагодарните луѓе. Ако другите не знаат како луѓе кои што постојано само кукаат и постојано само критикуваат нешто и се жалат за нешто, ова е вака, тоа е така и така натаму, не викам дека благодарноста сама по себе го исклучува моментот на критика на нешто што се случува во општеството. Не ме разберете погрешно. Ама благодарноста треба да биде очигледна во животот на христијаните, бидејќи благодарноста е сведочење за Божјата добрина. Иако не секој пат ја гледаме така. Некој пат ние сведочење го гледаме, сведочењето за Бог го гледаме само како чека да ти отворам стих и сега ти прочитам и ти кажам една проповед. Благодарноста, да кажеш фала на Господ за тоа, тоа и тоа, некој пат може да биде сведочење пред луѓето кои што не го познаваат Бог, а некој пат е сведочење и за оние кои што го познаваат Бог, ама се наоѓаат во одредена криза или во одредена, неволја во животот. Благодарноста е знак на духовна зрелост. Ако ја нема, и сега ова што го кажувам, разберете ме, не го кажувам од гледна точка на јас сега го солодав овој материјал, па сега дојдов тука да ви соловам памет седејќи плюс уште, знаеш. Ова е нешто кое што го размислам и кое што се викам, Господе, оваа година си поставив повторни оваа година неколку цели, ама една од целите ми беше дај ми начин, научиме преку Свети Дух да бидам благодарен. И особено нешто кое што размислувам последниот период што ми се случува нели со коленото сега и знам дека секој пат кога сакам да преска се да фркаваме за тоа дека луѓето ќе ме жалат со штаката, нели, ама знам дека секој пат кога ќе земам да правам ова за тоа што ми се случува со ногата, многу ми е полесно да удрам само на жалење и на кукање, отколку да речам фала на Господ за сите други благослови во животот. И во посланието, прво послание до Солуњаните, 5 глава 18 стих, апостолот Павле им пишува на, мислам, прво Солуњаните послание кое што го фативме со младите да го проучуваме, и така го дискутираме само прва глава, мислам дека завршивме до сега на тие младински часови, ама е послание кое што е пратено на група луѓе кои што се прогонувани поради својата вера, како и сите христијани во првиот век. Доста им е тешко, се наоѓаат во неволни околности во животот, и апостолот Павле им го пишува и сака да ги охрабри во верата во тој период од животот. И во прво послание до Солуњаните, 5 глава 18 стих, апостолот Павле го пишува ова: благодарете во се, бидејќи тоа е волјата Божја за вас во Исус Христос. Благодарете во се, бидејќи тоа е волјата Божја за вас во Исус Христос. Некој од вашите преводи ќе прочитате благодарете за се, што не е баш најточен превод. Туку е благодарете во се, бидејќи тоа е Божјата волја. И верувам дека овој стих е нешто кое што, пак ќе речам, кој како сака нека си го свати, ама за мене една од работи кој што викам, Господе, сакам во ова да растам оваа година. Не само во ова, нели, христијанскиот живот има многу аспекти во кои што треба да растеме. Не е само ќе бидам благодарен и тоа е тоа, никому ништо. Ама за мене лично, претпоставам некој од вас можеби ќе се најде во тоа, јас викам, Господе, сметам дека повеќе благодарност ми фали во животот. И благодарноста, ако си ја ставиме како цел со Божја помош во 2022 година, драстично ќе ни го смени животот. Нема да ни го смени животот со тоа што сите околности ќе ни бидат така како што сакаме да бидат. Некој пат некои ситуации ќе се останат ама баш исти како минатата година. Ама ставот на благодарноста ќе го смени начинот на кој што го гледаме Бог, начинот на кој што се гледаме себе си и начинот на кој што ги гледаме другите луѓе и самите ситуации со кои што се соочуваме, нели, во животот. И ако нема благодарноста, ја би рекол дека тоа значи дека одреден дел од нашиот живот не му е предаден на Бог. Значи ние можеме да сме во црква долго време, можеме да служиме долго време, можеме да ја знаеме Библијата повеќе од другите луѓе во црквата, ама ако ни фали благодарност, ако луѓето не препознаваат само како луѓе кои што овој цело време само за нешто зборува, за нешто лошо, се нешто му смета, тогаш верувам дека имаме еден дел од нашиот живот кој што не му е предаден на Бог. Не е крај на светот, а верувам дека предизвикот од 2022 година е Боже, учиме да бидам благодарен. Учиме да имам таа способност, ти да ми ја даеш таа способност, да не гледам само што е лошо во животот, бејќи лошо секој пат ќе може да видиме во животот. Секој од нас си ги знае своите животни ситуации, знаеме како не е. Ама Господе, учиме да се фокусирам на благословите. На толку многу благослови кои што си ми ги дал, и сега јас кукам само заради тоа што
ова е вака. Да, не викам дека е лесно тоа што е така, ама кај се сите други благослови? И после ќе збориме за Адам и за Ева. Тоа е грешката која што Адам и Ева направија во Едемската градина. Толку многу благослови даде Бог, се фатија за тоа дрво за познавање на доброто и злото. Зашто тоа да не го пробале? Некој пат сме ние такви. Илјадници благослови, како што има на песна што вели 10.000 причини имам да го славам Бог. Јас се фатив за тие 2 причини кои што си викам, Бог не ми го даде тоа. Нема шанси така да негуваме и да практикуваме благодарност. Некој пат и се споредуваме со другите. И тоа е проблемот. Ама Павле пише тука на Солуњаните луѓе кои што црквата, значи христијаните во првиот век се прогонувана група на луѓе. Значи никој не ги сака. И Солуњаните во тој период, значи луѓето прогонство не значи само да му рече некој ти си нововерец или што и да е така работи. Прогонство во тоа време значи до вчера си бил рибар, си работел за некого, дознал твојот газда дека си христијанин, утре дента доаѓаш на работа и ти вика чао, не се појавај веќе ти овдека. Не сакам да те видам. Во тоа време прогонство значи дека си дел од едно семејство, од една куќа и кога живеете во една куќа и дознаваат дека твоите родители, твоите маж, жена што и дека ти си христијан или христијанка и ти ја заклучуваат вратата и викаат нема ти веќе што да бараш тука. И во сето тоа Павле вика благодарете во се. Малце звучи како безчувствително. Зашо да благодарам? За тоа што ми избрка од работа? За тоа што не знам од кај ќе ми дое следниот оброк? За тоа што дома ми избрка, за тоа што ме пријателите што ме ставија. Ама Павле вели благодарете во се. Не е идејата да благодариме за се, туку во се. Значи не е поентата ако е благодарете за се, ќе испадне дека благодарите за гревот, благодарите за последиците од гревот. Библијата не повикува да благодарим ниту за гревот, ниту за последиците од гревот. А сите тие работи кои што ги спомнуваме, неволи, предизвици, проблеми што и да се во животот се, ако не од наш греф директива, ама барем се резултат на некој тук греф. Не повикува Библијата да благодариме за гревот или последиците, туку за во ситуацијата во која што се наоѓаме. Например, не знам, Библијата не ме повикува да благодарам за болката. Туку ме повикува да благодарам што Бог ми дава силата да истрпам таа болка. Сега денови на вести многу се зборува за тоа дека поскапе струјата, поскапе парното. Не може да речам Господе фала ти што поскапе струјата, нели? Ама ќе речам фала ти што и покрај тоа ти ќе се погрижиш за моите сметки. И што струјата ќе ми биде платена. Некој има финансиски кризи, финансиски проблеми во животот. Нема да речам Господе слава ти сега, дај цел живот имам финансиски кризи. Ама ќе речам фала ти што и покрај тоа што имам оваа криза во животот, ти до сега се грижеше за мене. Некој пат ќе биде некој ќе не повреди и ќе боли многу. Не зборам за физичка повреда, зборам за емотивна повреда. Нема да речам фала ти што ме повредија, ама ќе речам фала ти што ми даваш сила да простам и да не живеам во гнев, да не живеам во горчина. Тоа е поентата, тоа е она за кој што верам дека не повикува. Благодарност не за проблемите, туку за Божјата рака која што може да видиме дури и во проблемите или пак дури во некои ситуации кои што не ни се померак. Неделава се слушнав со Славец и кажав дека ќе спомнам на проповед, не ми даде право. Мислам не ја прашав за дозвола, ама и реков само ќе те известив само дека ќе спомнам во проповед. Се слушнавме и како си, што прави, си правиме мовет и кога ја прашувам како е она, прво она ме прашува пошто нели. Ми се богат луѓе да ме прашуваат како сум со новата. И вика, остави, вика, вика, сега чисто по дома, вика, беше доста нечисто ради децата, нели си играле така натаму. И после 2-3 минути мовет дојдовме до заклучок дека добро е човек да биде благодарен, да има по кого да чисти дома. Подобро, отколку никој да не ти влегува дома и да живее сам и никој па не ти доаѓаат гости, верувате дека предпоставам дека тие луѓе кои што живеат таков живот, радо викаат, како некој да ми дојде да ми испрли, јас да исчистам по него. Така да што ми има кој да прави врева и галама во куќата и да има по кого да се чисти, слава ти Господи. После некако Господ додека спремав оваа проповед за благодарноста, ми даде 3-4 разговори кои што не ни беа планирани, кои што беа насочени само кон благодарноста. Дојде брат да ме посети од друга црква, и правевме мовет и вика што правиш, спремам проповед за што за благодарноста и така натаму, и кога он ми кажа, вика кога се земавме со жена ми, он е 3-4 години, мислам, кога 2-3 години може и постар од мене. Вика кога се земавме со жена ми, едва имавме што да јадеме на почеток. Значи во толку лоша криза бевме. Значи
компир, ориз. Само тоа. Месо, не можеме да помислиме на месо што се вика. И вика, да, благодаревме на Бог, вика, ма дојде на момент кај што одлучивме онака како уште поискрено и подлабоко да живееме во благодарност со Бог. Господе, фала ти за компирите, или фала ти за оризот. Нема стек? Нема. Океј, фала ти за оризот. И тоа е тоа. Вика, многу ни смени животите. Драстично ни го смени животот, начинот на кој што гледаме на Бог, на неговата грижа, начинот на кој што гледаме еден на друг, и вика, со тек на време Бог ни даде да ни се оправи ситуацијата. Не го кажам како ветување дека ти од утре благодари за недела дена, цакум пакум секи се среди во животот. Ама, верувам дека има ситуации кога живееме во благодарност и кога Бог ги менува нештата во нашиот живот. Сетете се на Јона. Му вика Бог, иди вамо, овој отиде на сосема друго место, го фрлија во морето, дојде риба. Знаете кога го слука рибата Јона? Вика, а јас со песна на благодарност ќе дојдам пред Господа. Кога го читаме, таа е последната реченица од молитвата. Кога го читаме тоа, вика рибата го слука Јона. Благодарност е многу силна. Многу силна. Има можност да го промени начинот на кој што живееме. И тоа е нешто кое што се учи. Не е нешто кое што се раѓаме со него. Значи, ние се раѓаме со грешна природа и поради таа грешна природа на секој пат ќе ни биде полесно да негодуваме и да се жалиме и да кукаме за се во животот, отколку да бидеме благодарни. И затоа апостол Павле во Филипјаните 4 глава вика, научив да бидам задоволен. Задоволноста е корен на благодарноста, нели? Научив. Не дека се родив и цел живот сега се го имам тоа. Тоа е нешто кое што се учи. И тоа е нешто кое што верувам дека треба да го бараме од Бог. Боже, ти преку Светиот Дух научи ме да бидам благодарен. Едноставна молитва е, ама Бог нема да остане рамнодушен на таа молитва. Верувам дека ќе не учи како да бидеме благодарни. Ама начинот на кој што, ако може да кажеме практично учиме како да бидеме благодарни, е со тоа што ќе почнеме да благодариме. Многу едноставно звучи, ама прашањето е како дете се учи да оди. Со тоа што ќе почне да оди. Ке падне, да, ќе биде совршено тоа, не, како се учиме да јадеме, да не храни некој. Така што се учиме да јадеме. Почнуваме, после некој време правиме грешки, ни паѓаат дењето, се правиме, се флекосуваме целите, ама со тек на време, со практикување, малце по малце го совршуваме тоа. Не викам дека ќе бидеме совршени во однос на благодарноста. Ама начинот на кој што ја учиме благодарност е така што ја практикуваме благодарност. Така што бараме од Господ. Господе, учиме исто како, не знам, како мускулот. Мускулот се вежба и се зголемува и се подобрува со тоа што, со тоа што се вежба. Така се подобрува, така се стегнува. Тоа е со благодарноста. Но она што е важно е дека кога ќе почнеме да практикуваме, Библијата вели дека благодарноста е она што го читавме од Павле, вика тоа е Божјата волја за вашите животи. Некој пат кога некој пат ќе дојде кај Господе, што сакаш ти од мене, Бог некој пат вика сакам само благодарен да бидеш. Ајде во моментов, во некоја ситуација. Ама Господе, како да постапам? Клекни и благодари. Вика бидејќи тоа е Божјата волја, а Божјата волја секој пат е добра за нас. И псалмистот, Псалм 92:1 започнува со зборовите: добро е да му се благодари на Господ. И кога му благодариме на Бог, ние всушност му благодариме на Бог и прво зашто е добро да му се благодари на Бог е затоа што ни помага да го развиеме меѓусебниот однос и општењето со Бог. Благодарноста е пред се важна заради тоа. Затоа што ни помага да дојдеме поблиску до Бог. Благодарноста ни помага да го зацврстиме нашето општење, нашиот меѓусебен однос со Бог. Добро е да му се благодари на Бог, вели псалмистот. Ние некој пат свикаме, како би да се изнаплачам и да се изнажалам пред сите и да им кажам колку ми е тешко. Се ова не го негира моментот на излевање на душата пред другите, на искажување на емоциите. Ама, има ли благодарност е прашањето? Тоа е прашањето кој што си го поставам периодов. Да, кога ме праша некој како ти е ногата, ќе речам боли, нема да го лажам, да речам супер ми е, може да скокам на неа. Ама има ли благодарност на фала на Господ за се останато? Фала на Господ што не само сега, и за време на ковидот кога бев дома, имам група на луѓе кои што ми се јавуваат и ми прашуваат како си. Имам кој да дојде и да ми остави дома ручек, за да речат, ајде болни сте од ковид, не можете да правите, лежите дома во кревет. За мене тој беше изборот, додека бев болен од ковид и можеби сега во ситуација ќе се фокусираш на сите стотици благослови кои што ти ги давам секој ден или на
конкретниот еден проблем. Ако е на конкретниот проблем, нема шанси да практикуваме благодарност. Ако е на сите останати благослови, ќе речам, о Господе, фала ти. Фала ти за тоа што го правиш во мојот живот. И во Псалм 104 стих, тука го има запишано, пишува псалмистот: влезете низ неговите порти со благодарност и во неговиот двор со славење. Знаете, за да влезат во тоа време израелците во храмот, требало прво да влезат низ портите. И оно што псалмистот вика, влезете со благодарност. А храмот во тоа време нели е синоним за Божјото присуство. И на некој начин прво вика, ако сакате да влезете во Божјото присуство, ако сакате да го почувствувате Божјото присуство, бујрум, ама со благодарност. На некој начин како благодарноста да е клучот од вратата до Божјото присуство. Не дека Бог не е со нас, ама ако сакаме на посебен начин да го почувствуваме Бог во нашите животи, да го искусиме Бог на нашите животи, во нашите животи, псалмистот вика благодарност. Со благодарност. И јас оваа година сакам да го почувствувам Божјото присуство на еден многу подлабок начин од минатата година. Ако го сакаш истото и ти, ќе мора со нас да си го носиме клучот за вратата. А клучот е благодарност. Господе, фала ти. Фала ти за се, дури за најмали ситници во животот. Кој ќе научиме да ги гледаме дури најмалите ситници во животот и да му благодариме на Бог за нив, тогаш малце по малце ќе култивираме, ќе негуваме став и, ако можем да кажем, животен стил на благодарност. И втората причина зашто благодарноста е добра е затоа што, ако можем да кажем, заради нас самите. Не заради нас самите дека ова е себецентрично христијанство, сега јас си правам нешто само за мене да ми биде арно, ама факт е дека колку сме поблиску до Бог, тоа ќе ни биде подобро на нас самите. Мирот, радоста, сигурноста која што треба да ги имаме во Бог, ќе ги имаме тогаш кога ќе бидеме поблиску до Бог. А благодарноста очигледно вика, влезете низ неговите порти со благодарност, како клучот до неговото присуство. И затоа ќе се сетите на посланието до Филипјаните 4 глава, кога Павле пишува на Филипјаните, им вика во секоја молба и прозба со благодарност принесете ја пред Бог. И што е после тоа резултатот? А Божјиот мир кој го надвишува секој разбирање ќе ги запази вашите срца. На некој начин како благодарноста да е предуслов за Божјиот мир, за Божјата радост, за сигурноста која што имаме во Бог. И во последниве години, децении, психологијата го открива тоа што Библијата илјадници години назад го кажува, а тоа дека благодарноста е корисна за човекот. Има еден психолог кој што вика, не знам, благодарноста е суштинска, важна, е суштинска состојка на менталното здравје. И мене тоа не ме чуди. Зошто? Бидејќи Бог го создал човекот, така? И во неговиот збор имаме се што ни е потребно за да знаеме како да се грижиме за целото наше битие. И Бог вика, покрај другото, ќе се грижите за себе, иако благодарноста не е најмногу заради нас, пред се и заради Бог, бидејќи му дава чест и почит на Бог, ама следствено верувам дека тоа ќе ни даде Божји мир. Дека тоа ќе ни даде поинаков начин како да гледаме ситуацијата која што можеби не ни се допаѓа во моментот. Ама ќе смени нашата перспектива. И третата причина зошто благодарноста е добра е тоа што не е само добра, туку и правилна и е корисна, е тоа што го спомнав претходно, а тоа е дека благодарноста може и е начин на сведочење за Божјата добрина пред другите. Кога другите ќе ме видат или ќе те видат во таа ситуација во која што си во животот, со тие предизвици со кои што си во животот, док ќе слушнат фала му на Господа, или ќе те прогласат за луд и луда, па и нека те прогласат на крај крајшта, или ќе речат како може да бидеш благодарен. Гледај што се случува во животот. Тоа е сведочење за Божјата добрина. И тоа е исто така корисно во однос на благодарноста. Бидејќи луѓето кои што се благодарни имаат многу силен потенцијал да влијаат на другите. И тие кои што се жалат имаат потенцијал да влијаат на другите. Ама и тие кои што се благодарни имаат потенцијал. И сега прашањето е, немаме потенцијал за овие две работи. Кој потенцијал ќе го искористиме? Едното ако го искористиме, другиот ќе го задушиме и обратно. И повторно, пак ќе речам, ова не значи дека ако некој те праша како се, дека ти мора само да викаш слава на Господа. Далеко од тоа, јас сум за искреност и отвореност. Ако ти е тешко, кажи ми е тешко. Не е ќути зуци, не смеш да се жалиш од утре. Ќути само фали се.
Ама има еден предизвик. Следен пат кога ќе не праша некој како си, и кога ќе те праша некој како си, кажи му искрено, ако имаш проблем, кажи го проблемот, ама пробај да заврши со благодарност. Вака и вака ми е, ова и ова се случува, ама фалам на Бог за 3 точки. Веќе има два вида на благодарност. Едното е Господе фала ти за 1 2 3 и другото е Господе фала ти иако 1 2 3. Фала ти за и луѓе надвор од црква може да го направат тоа. Ама христијаните се повикани Господе фала ти иако 1 2 3 што е да е. Се разбира како сите други аспекти во христијанскиот живот кои што ни помага да се приближиме до Бог, да растеме во верата, да им служиме на другите, и благодарноста си има своји пречки на некој начин. Значи не е дека ајде сега оваа година ќе се даме предизвик да бидеме поблагодарни, од денес ова сега ќе иде така лесно што никој пат нема да има опозиција во однос на ова. Не, ние имаме непријател на нашите души сатаната, кој што од 5 жили ќе се труди оваа година да те спречи да бидеш благодарен и благодарна. И тоа мора да го имаме ну, за да знаеме да не летаме со паметот да речеме ова сега ќе биде супер лесно и јас ќе си бидам благодарен. Биди си, стај си во тоа како предизвик, баре од Бог помош за тоа, ама чисто да знаеш дека ќе има пречки на тој пат. Не ова трчање слободно трчање кај што немаш пречки, ова е трчање со пречки како на олимпијада што има. И некој пат како што спомнав претходно како и кај Адам и Ева, ќе дојде пријателот и иако имаме премногу благослови во животот, ќе се обиде да не натре да се фокусираме на тоа што го немаме во моментот. И многу често му успева. Ке мене му успева. Са не знам за вас како, ако се признам, му успева. Гледаш што се има, знаеш што се имаш, ама тоа што го немаш викаш ама ова го нема. И што вика најнека го следва стап се фатил само за тоа. Тоа го нема, па тоа го нема, па тоа го нема. И не можеме така да бидеме благодарни. Некој пат непријателот ќе дојде па ќе ни искушува со тоа да се споредуваме со другите. Гледај ти колку имаш, гледај он или она колку има. Господ него поише го благословен. Поише му дал. И ако влеземе во тоа, во споредување со другите, секој пат ќе имаме причини за незадоволство и за да бидеме неблагодарни. Некој пат па не си овие работи, некој пат па кога ќе види непријателот дека ова не успева, ќе се обиде да не поттикне повеќе да го цениме дарот отколку дарителот. Некој пат речеме не можам да се споредам со другите, гледај колку ми дал Господ мене во животот. Некој пат непријателот рече супер, ти дал, уживај во дарот, батали го дарителот. Знаете колку луѓе има така во црква кои што дошле? Та малку ќе им сгусти во животот, леле, Господе те молам, Господе те молам за оваа работа. Ќе ја добија таа работа и следен пат го дејаш, пак ќе му зачкрепи во животот. Тоа е, а некој пат и нас не се случува. Некој пат не се случува нас, иако сме во црквата. Ќе молиш за нешто, јас знам дека најревносно се молам тогаш кога ми треба нешто најмногу во животот. Тогаш кога сум заглавил некаде во животот. И после тоа, кога Бог ќе ти го даде тоа, не секој пат го дава, кога ќе го даде тоа, као молитвите не се толку многу ревностни. Читањето не е толку многу ревностно, славењето не е толку многу ревностно. Зошто? Бидејќи го цениме повеќе дарот отколку дарителот. И тоа е замка. И сега, поентата ми е да кажам дека Бог сака да бидеме благодарни, сатаната ќе направи се што може за да не бидеме благодарни. Фала на Бог што во целава ситуација не сме ни оставени безпомошни и сега ајде, како ќе биде, така ќе биде. Не, Бог ни вика, ако Бог ни вика преку апостолот Павле, благодарете во се бидејќи тоа е волјата Божја во Исус Христос за вас, значи дека ако нешто е Божја волја, Бог ќе ми даде сила тоа да го направам. Дали ќе го направам или не, во одредена смисла зависи од мене колку јас ќе бидам отворен за действувањето на Светиот Дух во мене оваа година. И јас не знам што носи оваа година со себе, што се носи оваа година со себе. Ама знам дека во тоа се Павле вика благодарете. И знам дека ако со Божја помош си го поставиме тоа како предизвик оваа година. Господи, јас сакам да растам во благодарноста. Знам дека прво ќе се смени начинот на кој што гледаме Бог. Второ ќе се смени начинот на кој што се гледаме себе си и своите животни околности. И трето, други ќе се смени начинот на кој што другите се гледаат себе си и нивните животни околности. Псалмистот вика добро е да му се благодари на Бог. И пак ќе речем, значи оваа сите луѓе се посекуваат, да, сакаме добрина, сакаме среќа, сакаме здравје и така натаму и не сакам да бидам песимист, ама само добрина, само здравје и само среќа нема да има во 2022 година. Тоа ви го гарантирам уште на почетокот, да си знаеме на што сме. Ама може да има благодарност.
бидејќи Бог го бара тоа од нас и кога Бог бара нешто од нас, Бог ни дава сила да живееме на тој начин. Размислете. Размислете, не знам кои се вашите цели за 2022 година, ама размислете за онаа молитва: Господе, оваа година цел ми е. Сакам да бидам поблагодарен. И ако дај Господа се собереме на крајот од следната година, од оваа година, односно или на почетокот од следната година, може да споделуваме сведоштво. Дај Боже, да имаме време кај што ќе седнеме, нема да има класична богослужба вака со некој да ви збори, туку ќе седнеме во еден круг, ќе мезиме нешто и да може да разговараме за тоа како благодарноста ни ги промени нашите животи оваа година.